Добар ден, почитувани колеги. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, ја свикувам седницата на Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на општина Битола со следната точка на дневниот ред, односно тоа е извештај за реализација на програмата за животна средина на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Го молам представникот на општинската администрација да ни го прочита извештајот. Дневен ред, извештај за... за гласање. Ајде, ќе молам дали го усвојуваме дневниот ред, кој е за? Со 3 гласа за е усвоен дневниот ред. Можете да прочитате. Ви благодарам, председателе. Почитувани, добар ден. Најпрво, пред да започнам со презентирање на извештајот за реализација на програмата за животна средина за 2025 година, да ви се представам. Јас сум Катерина Секуловска, соработник во Оделението за животна средина. Поради оправдани причини на отсуство на раководителката денес, јас ќе ви го презентирам извештајот. Верувам дека извештајот е проследен до сите вас, па затоа накратко ќе се задржиме на сите активности поединечно. Како една од активностите која што беше опфатена во 2025 година е заштита на квалитетот на амбиенталниот воздух, каде што континуирано се реализираат мерки од планот за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух на подрачјето на општина Битола. Тука вклучуваме изготвување на информација за квалитетот на воздухот во однос на мерењето на државното мерење. Друга активност е изработка на краткорочен акционен план за чист воздух, кој што се подготвува во соработка со органот на државната управна надлежен за работите во областа на животната средина, како и органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството. Друга ставка во поглед на подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух беше и субвенционирање на граѓани за набавка на инвертер клими, се со цел намалување на загадувањето на воздухот во однос на затоплувањето на домовите. Согласно јавен повик од април 2025 година, доделени се субвенции на 134 граѓани за надомест на дел од трошоците за набавка на инвертер клими. Средствата од висина од 3 милиони денари, обезбедени од буџетот на општина Битола, согласно програмата, се целосно реализирани. Понатаму, беше реализирана и програмската активност за набавка на прочистувачи на воздух, за кое што од буџетот на општина Битола, согласно програмата, беа планирани средства од висина од 700.000 денари. Во однос на оваа активност, согласно одлука на Советот на општина Битола за примање на трајно користење на движни ствари на општина Битола, односно прочистувачи на воздух за потребите на градинките и средните училишта, донесена на 26.8.2025 година, тука владата на Република Македонија достави до јавните објекти на територијата на општината за трајно користење без надомест 10 прочистувачи на воздух. Така што активноста е реализирана без финансиски импликации врз буџетот на општина Битола. Друга програмска активност е управувањето со отпад, каде што во овај дел беа опфатени мерки од локалниот акционен план за управување со отпад. Во соработка со ЈП Комуналец и представниците од Салар Интернационал беа преземени одредени активности. Во однос на тоа, согласно одлука на Советот на општина Битола од 27.11.2025 година за примање на донација за садови за собирање на отпад од Министерството за животна средина на Република Македонија, доделени се 10.500 канти за собирање на отпад, од кои 5.250 жолти и 5.250 зелени канти од 120 литри. Истите, со одлука на Совет на општина Битола од 27.11.25 година, за давање на донација во вид на добра се доделени на ЈП Комуналец Битола.
Друга активност поврзана со отпадот е и поставување на вендинг машини во соработка со Пакомак. Ова активност представува континуитет од 2024 година, а главна цел е повисока свест, помалку отпад. Средствата за субвенционирање на зелени поени во висина од 1.300.000 денари, кои што беа обезбедени од буџетот на општина Битола, согласно програмата, се целосно реализирани. Во продолжение, во делот на субвенционирање во 2025 година, беше реализирана и мерката за субвенционирање на замена на дограма во домакинствата. Во март 25 година е спроведен јавен повик за субвенционирање на дел од трошоците за монтирање и набавка на дограма на домакинства и нивна замена со нова ПВЦ или алуминиумска дограма. Средствата во висина од 1 милион денари, кои што исто така се обезбедени од буџетот на општина Битола, се целосно реализирани. Како дел од програмата беа и мерки за подигање на јавната свест за значењето на животната средина. Во овој дел, во соработка со Салар Интернационал, преземени се активности за подигање на јавната свест за селектирање на отпадот. Тука исто така може да се напомене и акцијата Генералка Викенд. Тоа е кампања за подигање на јавната свест на урбаните и местните заедници во основните средни училишта, затворање на диви депонии и така натаму. Унапредување на зелени површини е друга програмска активност која што би ја спомнала и каде што беше изработен зелен катастар на општина Битола и тоа 4 дел. Според Законот за јавно зеленило и согласно издвоените финансиски средства во програмата за животна средина, со јавна набавка беше избран изработувач за изработка на овој стратешки документ. При тоа, со изработката на зелениот катастар, 4 дел подпишани се нови 12.269 точки, односно дрва и грмушки на територијата на општина Битола. За документацијата на зелен катастар беше одржана јавна презентација. Финалниот документ е доставен до општина Битола и ЈП Комуналец за понатамошно постапување. Така да и тука средствата во висина од 1 милион денари, кои што беа обезбедени од буџетот на општина Битола, се целосно реализирани. Покрај наведените активности во програмата, Оделението за животна средина врши спроведување на законски процедури. Тука би ги издвоила издавање на интегрирани дозволи за работење на инсталациите, каде што во текот на 2025 година до Оделението беа поднесени вкупно 10 барања за добивање на интегрирана еколошка дозвола. Од вкупниот број на поднесени, 9 се однесуваат за издавање на нова интегрирана дозвола, додека едно барање се однесува на измена и дополнување на веќе издадена дозвола. Покрај интегрираните дозволи имаме и одобрување на елаборати за заштита на животната средина, каде што во текот на 2025 година до Оделението доставени се 48 барања за одобрување на елаборат за заштита на животната средина. Во однос на целосната реализација на програмата за 2025 година можеме да кажеме дека беа испланирани 9 милиони денари од буџетот на општина Битола. При тоа тие беа предмет на 2 измени и дополнување на ребалансот на буџетот за 2025 година. На крајот на извештајот, имаме табеларен приказ со краток преглед на сите финансиски средства измени во минатата година, кои што, како што кажав и претходно, се доставени до вас, верувам дека ги имате разгледано. Ви благодарам. Ви благодарам. Ќе ве молам, отворам дискусија по извештајот за реализација на програмата за животна средина за 2025 година. Ќе ве молам дали некој бара збор. Повелете, Дрекуловски. Благодарам, председателе. Зошто прво били испланирани 9 милиони денари, со првиот ребаланс 10 милиони денари и со вториот ребаланс намалени средствата на 6 милиони и 300 илјади денари. Зошто се намалени средствата за програмата за животна средина? Ви благодарам на прашањето. Сите овие измени и ребаланси првенствено се разгледани и изгласани од страната на Советот на општина Битола,
А подетални информации во моментот не можам да ви доставам, бидејќи ги немам, па затоа би ве замолила за разбирање и сите прашања кои што ги имате дополнително ќе ви бидат доставени. Ви благодарам. Благодарам. Добро, требаше да биде присутен раководителот, може ќе знаеше поточно да ни објасни, бидејќи и од овие 6 милиони и 300 кои се 100% реализирани, 3 милиони се за инвертер клими за домаќинствата и 1 милион денари се за замена на дограма, исто така за домаќинствата, и 1 милион и 300 илјади денари се во реализација со Пакомак проектот за поставување на вендинг машини и 300 илјади денари, уствари не, милион и 300 е тој, и тука се значи тие 6 милиони и 300. Останале нереализирани, например, пречистувачи, катастар за отпад, катастар за бучава, загадувачи на води. Од тие работи во програмата ништо не е реализирано. Исто така, 50.000 денари биле предвидени во буџетот на општина Битола за 2025 година за испитување на квалитетот на вода и воздух. Исто така, нереализирани во буџетот кој гледавме завршната сметка на општина Битола, 50.000 денари останале неискористани. Зошто не сте побарале некое мерење на квалитет на вода, на воздух, да се искористеле средствата? Исто така, пречистувачите на воздух со одлука на претходниот состав на Совет требаше да бидат поставени во сите општински средни и основни училишта и во сите градинки. Дали имате информација колку се поставени и дали воопшто се поставени пречистувачи на воздух, и тие 10, како што кажавте, кои се донација од владата, дали тие се во моментот ставени на користење во училниците? Вака, јас ќе ви одговорам. Значи, генерално бидејќи не е представничката, односно раководителот присутна, значи јас предлагам ова што го кажавте ќе биде писмено доставено до неа и во понеделник, значи ќе имате писмен извештај на сите овие ваши прашања. Дали се согласувате? Во ред. Благодарам. Дали има некои други прашања? Бидејќи нема други прашања, го ставам предлог извештајот на гласање. Ќе ве молам кој е за. Со 3 гласа за се усвојува предлог извештајот за реализација на програмата за животна средина. Со тоа ја затворам седницата. Ви благодарам на присуството.